Случајот со родилката во Апоска од Дебар ке почне од почеток. Гинекологот Мухамед Асани правосилно е осуден на казна затвор од 3 години за тешки дела против здравјето на луѓето и 5 години забрана да врши професија, дејност или должност лекар. Другите двајца гинеколози што беа обвинети во овој предмет, синот на Мухамед Асани, Блертон Асани и гинекологот Лилјана Јовановска ќе бидат повторно судени на 6 мај, бидејќи апелација го врати предметот за нив на повторно одлучување откако првостепениот суд ги ослободи. Суштост ова значи дека жалбата поднесена од страна на одбраната на прво, втори, трето обвинетиот помина низ второстепениот суд. Јас лично како одштетен ја добив и моите клиенти ја добија исто така. Потврдена е првостепената пресуда за прво обвинетиот. Тоа значи дека во тој дел таа пресуда, првостепената пресуда стана правосилна. А што се однесува за втори и трето обвинетите, уважена е жалбата на јавното обвинителство и предметот е вратен на повторно разгледување и одлучување. Тоа подразбира дека за втори и трето обвинетиот повторно ќе се суди и судењето ќе почне од почеток. Адвокатот на Апоска Јане вели дека повторувањето на постапката не треба да трае долго за разгледување и одлучување, бидејќи во основа е се направено во текот на првото судење. Во основа е све направено во текот на првото судење. По правило се отстрануваат недостатоците на самата пресуда доколку такви ги има и се постапува по нападствијата на самиот апелационен суд. Она што го дал како нападствие на првостепениот суд да го препровери или уште еднаш да го изведе како доказ и слично, јас искрено не очекувам ова да трае бескрајно долго како првиот пат што траеше, бидејќи во основа све е завршено. Според пресудата од апелација, како последица од начинот на лекување на доктор Мухамед Асани во Апоска останала без 3 здрави органи, матка, јајник и бубрек. Органи што таа ги имала пред да влезе во болницата за да се изврши рутински оперативен зафат по раѓање со царски рез. Нина Аритоновска, Сител телевизија.